Дали би се преземал некој проект преку нашите ментори и едукатори да они нас ни даваат поише да работиме практична работа, зашто ние како специјализанти на хирургија го имаме тој проблем, не ни даваат доволна практична работа, и дали би можело да се обезбедат одреден број на нови локери, односно шкафчиња, кај што ние ќе можеме да ги чуваме нашите лични работи, зашто ние моментално немаме кај да си ги чуваме личните работи на хирургија. Тоа е тоа. Во првата фаза на планирање се сконцентриравме на плаќање на месечниот надоместок. Секако дека и нокниот труд треба да се плати и размислуваме и за тој момент и го планираме после месец септември, кога ќе бараме дополнителна сума на пари со ребалансот на буџетот за да се задоволат и овие барања. Во однос на второто прашање и во однос на типот на работа кој што го добивате, мислам дека допирате едно суштинско прашање, тоа е квалитетот на едукацијата на кој што треба многу сериозно да се работи и треба многу внимателно да се пристапи. Би сугерирал дека треба да организираме заеднички состанок со сите ментори, не само на хирургија, туку и сите други гранки на нашиот факултет, заедно со раководството на медицинскиот факултет, затоа што сме свесни дека ова е секојдневен проблем и ствара на некој начин голема фрустрација кај вас специјализантите, што е уште една од причините за заминувањето во странство. Прочитав една многу добра анализа во која што прва причина за заминување е платата и висината на платата, меѓутоа втората причина е квалитетот на едукацијата, можноста за надградба. И мислам дека исто така како што до сега работевме на платите и на сумата на пари, а понатаму ќе продолжиме и за дежурствата, треба да поработиме на квалитетот на едукација. Како со нашиот постоечки кадар, професорски и асистентски на факултетот, како тоа да го направиме во рамките на постојните услови, така како го надградиме со помош од странство. И на тоа посветено работиме и веќе во среда заминуваме на состанок во Универзитетската болница у Франкфурт, кај што ќе разговараме за начин на кој што може да воспоставиме заедничка соработка. Како нивните експерти да дојдат тука кај нас, ама на еден структуриран и контролиран начин, како да го трансферираат знаењето, а освен тоа и на ниво на болниците и факултетите, како да ги усогласиме нашите програми за специализација со тие во современите европски земји. Освен со Универзитетот во Франкфурт, во активна комуникација сме со Универзитетот Ла Сапиенца во Рим, веќе најавена посета од тамошното раководство. Тоа го правиме преку соработка со италијанската амбасада тука во Скопје и неделава ќе потпишеме договор со една позната гинеколошка и педијатрска болница во Софија, од каде очекуваме експерти да дојдат на крајот на месецот ке работат заедно со нашите екипи во гинеколошко-акушерската клиника, на оделот за интензивна нега, но и на други гинеколошки одели кај што е потребна дополнителна експертиза. Сите вие ќе бидете вклучени во тоа. Тоа е суштината. Да се осетите мотивирани да работите преку тоа што ќе научите повеќе. Просторниот дел решивме да го пренесеме клиничкиот центар на друго место, затоа што сметаме дека не соодветно ова место. Не само клиничкиот центар како болничка установа, туку и дел од медицинскиот факултет, заедно со истражувачки центар. Таму ќе имате соодветни на просторни услови, а овде може да поразговараме да идентификуваме некое место кај што има да го опремиме соодветно веќе во овој следен период. Добар ден на сите. Јас сум Марио Јовановски, доктор, специјализант по кардиологија, воедно член на Сдруженијето на лекари специјализанти. Најпрво би сакал да ја пофалам првата конкретна мерка за одливот на намалување на одливот на млади лекари, а тоа е платата за 300 специјализанти. Значи, тоа е еден огромен чекор и би му се заблагодарил и на премиерот, и на владата, и на министерот. На крај заврши експлоатација 20 годишна на специјализантите и нивната работа за без пари. Меѓутоа, тоа нека биде само почеток на една успешна приказна. Како што сите знаеме, во нареднава година ќе се изготвува новиот закон за здравствена заштита, во кој што нормално ние како здружение би сакале да учествуваме, секако би сакале и студентите, младите специјализанти, младите лекари да имаат да дадат свој збор. Сега, во однос на тие состаноци што ги спомнавте, во 2015 година од тогашниот министер, може би една од ретките, да речеме, негови добри мерки беше и идеи беше тоа здравствен еден форум на лекари
кој што се одржуваше на месечно ниво и секој лекар, секој студент можеше да присуствува. Меѓутоа тоа се одржа само еднаш. Значи само еднаш беше еден состанок и не заживеа понатаму. Прашањето ми е до министерот за здравство, доктор Венко Филипче, дали би можела да заживее ваквата работа, се со цел да се подобри едукацијата, се со цел да се подобри дискусијата, активностите меѓу нас, заедно со координација и со деканатот и со Министерството за здравство, да направиме, односно да учествуваме во креирање на подобра здравствена политика и мило ми е што така почнаме. Благодарам. Благодарам. Апсолутно да. Министерството за здравство е отворено за сите граѓански организации. Исто како и владата, а тој тренд го започнаме веќе минатата година, сите состаноци кои што беа у врска со секторот здравство ги правевме заедно со граѓанските организации кои што се на некој начин крајни корисници на нашите услуги. Зашто? Заради тоа што тие најдобро ги знаат потребите, а многу често најдобро го знаат и начинот како тоа да се оствари. Зашто? Затоа што се паталци, а не гаталци. Го направивме тоа со Сдруженијата за ретки болести. Направивме една огромна комисија, има 30 члена комисијата за промена на Законот за здравствена заштита, затоа што се вклучени сите за кои што тој закон се однесува. И Сдруженијата за ретки болести, медицинскиот факултет, коморите, студентски организации, специјализанти и така натаму. Тој тренд ќе продолжи понатаму. Вратите ви се секогаш отворени. Нема да наметнеме ниедно решение. Тоа е целта на ваквиот пристап. Заеднички да го најдеме начинот, заради тоа што тоа се однесува на вас. Нема никаква сврха да Министерството направи некоја форма, некој решение и тоа да го имплементира без да ги праша тие кои што најмногу ги засега. Така да, апсолутно ја подружуваме идејата. На некој начин функционира, меѓутоа можете да организираме у форма на месечна комуникација, во форма на двомесечна комуникација, а може да ви кажам дека тоа се случува секој ден. Секој ден има некој во Министерството кој што му се отворени вратите и со кој што разговараме за проблемите. За нас можеме на квартално ниво сигурно на 3 месеци река. Пред да го поставам моето прашање, сакам прво на кратко да ви кажам која сум јас. Значи, јас сум доктор Весна Јакимовска, вработена во ургентен центар на Тоари Луц. Имам 38 години. Многу е важно да потенцирам дека дипломирав на 24 години со висок просек, прва во генерација. После тоа најдов работа како матичен лекар 9 месеци за 8.000 денари плата. Потоа бев волонтер 3 години на клиниката за кардиологија и специјализирав интерна медицина. Пред да ја завршам таа специјализација, со сите положени колоквиуми ме вработија во ургентен центар, ми ја прекинаа таа специјализација и почнав општа хирургија. Општа хирургија завршив за 4 години, повторно рекордно време. Работев на васкуларна хирургија и на трауматологија. Да потенцирам исто дека на трауматологија сум волонтер од 2001 година. До сега сум, значи, 4,5 години општ хирург, меѓутоа никој не најде за згодно, бидејќи требало да се бараат поинакви некакви политички и други врски, за јас да бидам префрлена на клиниката за трауматологија, бидејќи како општ хирург работам на триажа на пациенти и 4 години не можев воопшто да работам на хирургија. Од пред 3 години сум докторант на Универзитетот во Осло, Норвешка, и од лани започнав субспецијализација по трауматологија. Меѓутоа, моето работно место се уште е на триажа во ургентен центар. Ова не е само моја судбина, ние сме 5 доктори од ургентен центар, специјалисти кои што не ја работат хирургија. А знаете, кога ќе останете подолго време без да работите нешто, се губат и вештините. На цела моја наобразба, јас веќе не си ја гледам мојата иднина во ургентен центар, а бидејќи оваа панел дискусија треба да ни каже како да ја бараме перспективата, дали имате идеја за министерот за здравство оваа прашање, дали би не преферил, бидејќи 5 хирурзи работат на триажа. И тоа е веќе долги години. Како ние да ја гледаме нашата перспектива тука, и исто сум асистент на медицинскиот факултет, што да им кажувам на нашите студенти, дали да брзаат на часови по германски или да останат да учат? Тоа, благодарам. Благодарам. Свесни сте дека еден од проблемите заради кој што дошло до оваа работа е како е структурирана организацијата на тие 4 клиники. И тука се малце измешани работите. Апсолутно се цени вашата експертиза. И во ситуација кога има дефицит на травматолози, не само
во тоа оделение од 4 клиники, која што организација планираме да ја смениме, заради тоа што планираме да го вратиме клиничкиот центар. Секако дека тоа прашање ќе биде решено. Не само за вас, туку и за останатите колеги кои што работат во ургентниот центар, а се завршени травматолози, некои од нив и ортопеди. Треба да го смениме начинот на кој што се прави триажата и да ја смениме организација на функционирање на ургентниот центар. Тоа ќе следи во следниот период, заеднички кога направиме тоа, верувајте дека едукацијата која што сте ја поминале до сега и тоа како ќе ви се исплати. И во интерната медицина, и во општата хирургија, и во докторските студии. Најдобрите хирурзи што јас ги познавам, на почетокот на својата кариера, обично работеле нешто друго, најчесто на Институтот за анатомија. Така да планираме промена на организацијата на тоа РИЛУЦ во насока на фузионирање со останатите клиники и повторно враќање на клиничкиот центар.